Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Од утре 15 август почнува владината мерка училишна кошничка која ќе трае до 15 септември. Трговците треба да ги намалат цените на училишниот прибор до 15%. Денеска промоција на книгата Флавор од уметницата Александра Ацеска. Во општина Прилеп активен е пожарот во село Тамница, гори ниска вегетација. Започна реконструкцијата на дел од улицата Александар Македонски. Времето денеска сончево и топло со температура 34 степени. Урбан маркетинг. Кога визијата станува реалност, довербата потикнува нови чекори. Роман Прилеп, 25 години сигурен превоз на патници. Комфорно и безбедно патување, со најголема грижа за секој патник. Патувајте со Роман Прилеп. Секој ден редовни автобуски линии Прилеп, Велес, Скопје. Ваш сигурен превозник, Роман Прилеп. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп, на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизабета Филиповска. Од утре 15 август започнува владината мерка училишна кошничка која ќе трае до 15 септември. Трговците треба да ги намалат цените на училишниот прибор до 15%, вели заменик министерот за економија и труд Маријан Ристевски. Од утре започнува втората поред училишна кошничка. Да напоменам дека ланската година беше прв пат во Македонија да се спроведе училишна кошничка. Ова е втор пат со одлука на Влада на Република Македонија по предлог на Министерството за економија и труд. Училишната кошничка е со цел да се заштити животниот стандард, посебно на граѓаните кои што имаат своји деца, ученици во основно и средно образование, меѓутоа училишната кошничка секако ќе ги опфати и студентите, бидејќи на 1 октомври започнува и студентската година. Да напоменам дека училишната кошничка овај пат е навремена, започнува од утре, како што кажав, 15 август и ќе трае до 15 септември, значи цел месец, ќе бидат опфатени сите училишни материјали за децата и сметам дека ќе има доста добри понуди во сите книжари и сите пунктови каде што се продава училишен прибор, а тоа се маркетите и другите пунктови. Иначе одлуката содржи следново, значи цените ќе бидат земани од 1 јуни, намалувањето на цените ќе биде земено од 1 јуни. Во трговијата на големо ќе имаме намалување од 10 на 100 и во трговијата на мало ќе биде намалувањето околу 15 на 100.
Ако споредиме со ланската година, кога имавме заштеда по ученик од 750 до 2000 денари, очекуваме да отприлика и сега заштедата по ученик биде од 800 до 2000 денари. Значи едно семејство кое има еден ученик би заштедило 2000 денари најмногу, а додека пак доколку има два ученици би заштедило некаде 3000 до 4000 денари. Денеска ќе се одржи промоција на книгата Флаур од уметницата Александра Ацеска. Флаур го истражува патот на животот преку водата. Проектот е составен од уметнички дела, како и уметничка книга која се состои од неколку приказни инспирирани од искуството на уметниците во Кина и 4 жени чии патишта се спојуваат и разединуваат во периоди на промени и созревања. Флаур следи филозофијата дека животот како вода е постојана промена. Тоа е подсетник дека отпорноста, радоста и рамнотежата не се дестинации, туку текови што ги учиме, вели Ацеска за својот уметничко-литературен концепт и проект. Изложбата и промоцијата на книгата ќе се одржи денеска во Марко Цепенков во 20 часот во Ликовната галерија. Во општина Прилеп активен е пожар во село Дамница. На територијата на Македонија до 12 часот денеска се регистрирани вкупно 19 пожари на отворен простор. Од нив 8 се уште се активни, додека 11 се изгаснати, информираат од Центарот за управување со кризи. Во општина Прилеп гори во атарот на село Дамница, гори ниска вегетација. Започна реконструкцијата на дел од улицата Александар Македонски. Стартува реконструкцијата на дел од улицата Александар Македонски на потекот од кружниот тек кај Солинус до раскрсницата кај Чумовчанец во должина до околу 1 километар. Општинските власти апелираат до сите граѓани возачи да бидат внимателни и трпеливи со оглед на тековните градежни активности, да се почитува поставената сигнализација и упатствата од надлежните служби. Временска прогноза. Времето денеска сончево и топло, со температура во Прилеп до 34 степени. Минималната температура изнесуваше 11 степени Целзиусови. Според најавата од Управата за хидрометеоролошки работи, и во следните денови ќе преовладува сончево и топло време со умерена облачност. Во попладневните часови ќе има услови за локална појава на нестабилност со пореен дожд и грмежи, особено за време на викендот и почетокот на новата седмица. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника. Продукција Радио Пела, август 2025.